наспроти ефектот врз економскиот раст, кој всушност е дел од проектот на USAID за граѓанско општество, спроведен од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија. Во денешното излагање ќе ги представиме сознанијата до кои што дојде нашиот тим во изминатиот период. На почетокот би сакале да нагласиме дека странските директни инвестиции се од огромно значење, особено за една мала економија како што е нашата. Тие создаваат нови работни места, ја намалуваат невработеноста, внесуваат свеж капитал, вршат трансфер на технологија и знаење. Јасно е дека инвестициите се неопходни за една земја да бележи позитивен економски раст, но се поставува прашањето до која мера се оправдани трошоците за нивно привлекување, односно дали потрошените средства за нивно привлекување, а потоа и за нивно одржување ги надминуваат поволностите кои тие самите ги носат. Истражувањето го поставивме на тој начин што сакавме да ги офатиме сите засегнати страни во процесот. Како основен извор на информации ги користиме Државниот завод за статистика, Народната банка во Република Македонија, Централниот регистар и податоците објавени од страна на Министерството за финансии. Дополнително, преку реализирање на состаноци со менеджментот на странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони, владините представници кои работат на оваа тематика, представници на стопанските комори како и истражувачи кои работат на истата тематика, сакаме да добиеме информации за состојбите, трендовите, резултатите и очекувањата директно од страна на оние кои се најзасегнати. Сакајќи да ја вклучиме јавноста во нашето истражување, спроведовме телефонска анкета на репрезентативен статистички примерок од 1118 лица, испитаника. Резултатите од анкетата јасно кажуваат дека мнозинството од испитаниците, односно 56%, сметаат дека странските директни инвестиции во зоните имаат позитивно влијание врз македонската економија. Но дури 85,2% од испитаниците сметаат дека македонските компании треба да ги уживаат истите поволности како и странските директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони. За време на истражувањето, со помош на податоците од Централниот регистар на Република Македонија, заклучно со декември 2014, анализиравме 9 компании кои се корисници на државна помош, од кои 7 од нив се сместени во технолошко-индустријските развојни зони. Моменталната бројка на компании кои ги исполнуваат овие услови е поголема и се надеваме дека сите тие ќе бидат вклучени до крајот на истражувањето. Анализата на финансиските извештаи од Централниот регистар на Македонија покажува дека заклучно со декември 2014 година во овие компании бројот на вработени врз основа на часови поминати на работа изнесува 9617 лица, од кои 3187 се вработени во 7 компании во рамки на технолошко-индустријските развојни зони. 2 компании го вработуваат останатиот дел од работниците. Севкупно во Македонија по основ на нето исплатени плати и надоместоци од овие 9 компании се 1 милиарда 863 милиони 28.280 денари или 30 милиони 290.000 евра, 30 милиони 290.680 евра само во 2014 година. Во однос на поволностите и државната помош која ја дава Македонија, можеме да констатираме дека сме конкурентни, но регионално го губиме тој примат, бидејќи соседите нудат исто така поволни услови за инвестирање. Во главно се работи за истиот модел на привлекување и поволности, но разликите се во нијанси. Спроведена е и компаративна анализа на странските директни инвестиции во 8 балкански земји, кои се поволности ги добиваат странските инвеститори кај нас и во останатите земји на Балкан. И колкава е разликата во обемот на странски инвестиции на овие територии. Согласно податоците до кои што дојдовме, Македонија се наоѓа на предпоследното место според бруто странски директни инвестиции по глава на жител, односно е само пред Босна и Херцеговина. Помошта која државата им ја дала на странските директни инвестиции во изминатите години не може точно да се пресмета заради недостапноста на податоците. Исто така не можеме јасно да соопштиме која е точната сума со која буџетот е оптоварен. Според законот, државната помош за регионален развој за странските директни инвестиции може да изнесува од минимални 25% до максимални 50% од најавената инвестиција во зависност од големината на инвестицијата. Повеќе детали има во Законот за технолошко-индустријски развојни зони, член 4а од
став 3 до 14. По сугестија на представници од коморите, направивме анализа на опортунитетниот трошок кој се јавува од причина што одреден дел од земјиштето во технолошко-индустријските развојни зони е се уште неискористено. Деталите за приносите ги имаме во брошурите кои што ви се доставени како дел од конференцискиот материјал. Еве ќе земам за пример, севкупно, значи, во технолошко-индустријските развојни зони 94,7% од земјиштето е неискористено, станува збор за 11 технолошко-индустријски развојни зони. Доколку на ова земјиште би се посадило пиперка во текот на 2014 година, би се остварила вредност од 237.436 евра. Што значи дека опортунитетниот трошок на неискористеното земјиште во технолошко-индустријските развојни зони во случај на поседување на пиперка на слободното земјиште би изнесувало 237.436 евра. За да бидеме колегијални и да не одземам повеќе од времето предвидено за другите говорници, би сакал на крај да најавам дека во рамките на проектот е предвидено изработка на публикација која ќе ги содржи сите детални сознанија добиени од истражувањето и нешто на кое ќе посветиме особено внимание е листата на јавни политики за подобрување и поддршка на соработката на македонските компании со странските директни инвестиции. За таа цел сакам да најавам дека ќе бараме интензивирање на средбите со бизнис заедницата, странските инвеститори и владата, а би сакал да ја искористам и оваа прилика да ве охрабрам сите да ги споделите вашите гледишта на темата денес, за да можеме да имаме заклучоци кои ќе ни помогнат за понатамошниот тек на истражувањето. Благодарам. Благодарам. Пошироко за бројките за кои што зборуваше Мојановски и самиот ви рече ги има во брошурите кои што ви се поделени. Јас во пресрет на оваа конференција дознав дека имало колебања кај дел од медиумите околу релевантноста на податоците од анкетата која што ја лиферувавте пред известно време, но еве сега се надам дека овој состав е некаква доволна потврда за кредибилноста на тоа истражување и дека бројките сами по себе се интересни и дека денеска претпоставам ќе се најдат во дел од извештаите во медиумите. Благодарам уште еднаш. Ќе одиме на следниот говорник. Тоа е господинот Арбен Халили од Технолошко-индустријската развојна зона во Тетово. И дали смеам да ве прашам, која ќе ја видиме првата инвестиција таму? Фала. Првата инвестиција, ако збориме за камен темелници, се поставени неколку, но се поставени на веќе подпишани договори односно фабрики кои што имаат подпишан договор со нас, имаат подпишан договор со државата и истите се одобрувани. Ние како Нормак Investment Group, компанија која што управуваме со слободната економска зона и со зоната управуваме од 8 ноември 2013, затоа спомнав повеќе камен темелици кои што се направени порано. Одговорноста наша е од ноември 2013 навамо и сакаме да смениме малце во таа насока, да не поставуваме повеќе камен темелици, туку да сечеме ленти која ќе се почне со првото производство. Инаку сакам да напоменам дека до сега имаме 4 подпишани договори со различни странски инвеститори, од кои 2 се италијански компании, едната е за производство на композит материјали, втората компанија е Inbus, односно за производство на автобуси. Третата компанија е една турска компанија која што треба да произведува, значи договорот е подпишан, ратификуван е и на владина седница, треба да произведува катализатори и филтри. И четвртата компанија, односно можам да кажам најголемиот инвеститор во слободната економска зона во Тетово е американската компанија Lear, која што исто така официјално го има подпишано договорот и веќе се во подготовка на да почнат со производство. Првата нивна фаза производствена ќе биде во Гостивар, во постоечки објект, додека да се изгради објектот во рамките на зоната, инаку таа е инвестиција која што е составен дел од слободната економска зона во Тетово. Инаку баш ми е интересно последниот заклучок на Горан дека што е тоа што треба да се направи односно на искористеното земјиште во зоните која што е слободно да беше садена со пиперки со други работи, сигурно ќе имаше поголемо производство или придобивка и за самата држава.
Ја тука би насочил дека може не е лош пример, но тоа да се направи надвор од зоните, бидејќи имаме доволен простор и доволна земја која што би можел да се искористи за земјоделски производи. Туку би препорачал, односно сугестија би било да, бидејќи како држава некако сме повеќе посветени кон тоа да привлекуваме странски инвестиции, но од хай-тек. Значи нешто што е ново, нешто што е интересно за европскиот пазар, за поширокиот пазар, но треба дефинитивно да седнеме и да размислуваме дали ги имаме соодветните капацитети како земја, истовремено и како домашни компании кои што би им парила на овие странски компании, односно би биле во состојба да ги снабдуваат со репроматеријали кои што се потребни па за производство во рамките на тие компании во зоните. Во оваа насока сигурно дека би требало да се направи некоја модификација на постоечкиот модел, да речам, за привлекување на странските инвестиции, да не бидеме посветени само кон тоа да привлекуваме компании од некои повисоки стандарди, туку да им овозможуваме и на други компании со некои средни стандарди, но од друга страна кои што ќе бидат добри, солидни партнери за домашните компании да може соодветно да ги снабдуваат со репроматеријали. Во таа насока, за жал, до сега ја барем не знам дека има компанија која што работи во преработка на земјоделски производи во рамките на зоните и нешто што се уште не е дозволено со закон. Но тоа е нешто што би требало да се размислува ако дозволуваме и на вакви компании, на вакви инвеститори да може да инвестираат во рамките на зоните, сигурно ќе имаме вин-вин ситуација. Зошто? Зашто од друга страна ќе охрабруваме тој дел, односно таа бројка на население кој што се бави со земјоделие, да се фокусира повеќе кон тоа, да придонесува кон развој на земјоделскиот сектор и да има загарантиран пазар, односно загарантиран купувач кој што ќе прави преработка на нивните производи во рамките на самата зона. А од друга страна пак ќе имаме зголемување на извозот, што е еден од таргетите и на владата и на државата да може да извезуваме повеќе токму преку странските инвеститори, но од друга страна да го зголемиме и бројот на вработените. Токму и со овој чекор би можело и ќе бидеме во состојба да го зголемиме бројот на вработени луѓе во рамките на државата, што не значи дека цело време мора да биде во рамките на странските инвеститори, односно компании кои што оперираат во рамките на самите зони. Инаку, дали имаме потреба за странските инвеститори, секако дека се уште имаме и нема земја која што нема потреба од странски инвестиции, како што беше спомнато и тука, не само зголемување на бројот на вработените, туку и нивното искуство. Едно такво искуство можеме да кажеме и ние како компанија Норма која што управуваме сезоната во Тетово, бидејќи двајца најголеми акционери се две норвежански компании и едната од тие компании се бави токму со управување и развој на Industrial Parks, односно имат повеќе од 168 индустријски паркови кои што ги развиваат и ги водат во светот. И во таа насока сметам и убеден сум дека слободната економска зона дефинитивно ќе нуди и веќе нуди нови можности и секако нови услуги кои што сме во состојба да ги нудиме на странските инвеститори, освен нормално поволностите што ги имаат во рамките на законот како и сите инвеститори што инвестираат во другите слободни економски зони. Добро, ви благодарам. За квалитетот на работните места што ги нудат компаниите основани во зоните, малку подоцна ќе слушнеме од Александар Колекевски од Македонскиот центар за европско образование. Пред него збор ќе му дадам на извршниот директор на Сојузот на стопански комори Митко Алексов. Предпоставувам две тези се важни за вас. Првата е на некаков начин поврзани со анкетата спроведена од Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи и одговорот на прашањето дали македонските инвеститори треба да ги уживаат истите поволности како и странските и тие високи 85% од испитаниците кои што одговориле потврдно. Предпоставувам дека меѓу бизнисмените тој процент е уште поголем. И втората теза е поврзана со една забелешка во еден од последните извештаи на Светската банка, а тоа е дека на некој начин странските инвеститори функционираат како еден вид на изолирани острови со многу малку интеракции и врски со домашната економија.
Повелете. Благодарам. Почитувани присутни, почитувани колеги, представници на медиумите, соработници, почитуван директор Джеймс Стайн. Благодарам за поканата и Сојузот на стопански комори да биде дел од оваа конференција. Значи, ние како представници на деловната заедница во Македонија, како и што најавите, ќе се задржиме, односно задржам конкретно на поволностите од аспект на компаниите во Македонија. Понатаму може да продискутираме и за некои други аспекти. Пред се би сакал да кажам дека расте бројот на македонски компании кои активно соработуваат со странските директни инвеститори. Во моментов, према некои наши податоци, околу 500 домашни компании веќе соработуваат со странските инвеститори. Во Сојузот на стопански комори цениме дека користа е двострана. Пред се за домашните компании тоа значи повеќе работа, трансфер на знаење и нови технологии, воведување на нови стандарди во своето работење, потоа превземање на инвестициони активности, значи инвестиции во самите компании, а со тоа изголемување на конкурентноста на домашните компании и секако можност за извоз на странските пазари. Тоа е за домашните компании. Странските компании користа е што добиваат пониски трошоци за набавка на одредени производи, исто така и побрзо време за испорака. Резултат на оваа синергија и на оваа соработка помеѓу странските инвеститори во Македонија и домашните компании секако представува одреден раст на економијата и креирање на нови работни места. Према званичните информации, ние немаме правено таква анализија, меѓутоа ете према званичните информации, домашните компании од соработката со странските инвеститори до сега инкасирале вредност од околу 30 милиони евра. Дали е малку или многу, може да дискутираме. Соработката помеѓу странските инвеститори и македонските компании е на добро ниво и се надеваме дека истата ќе продолжи и во периодот кој следи, бидејќи бројот на странски компании се зголемува, а домашните компании тука го гледаат оној момент на додадена вредност кој се има со влегувањето и станувањето на соработник на странските компании. Значи, ова е една меѓусебна соработка која ќе произлезе помеѓу странските инвеститори и домашните компании. Во почетниот период соработката се одвиваше пред се во услужните дејности, меѓутоа, како одминува времето, одредени домашни компании веќе имаат капацитет да станат и добавувачи, односно да произведуваат финални производи кои се користат или се инкорпорираат во производите на странските инвеститори. Цениме дека оваа соработка ќе се унапредува во понатамошниот период и тоа не само во услужните делови, меѓутоа и во поголем дел од секторите во Македонија. Значи, имаше одредени, ова е второто прашање, дека не постои доволна соработка. Значи, има соработка, меѓутоа таа треба да се зголемува. Мислам дека ние стопанските комори пред 2,5 години веќе направивме еден напор заедно со Агенцијата за странски инвестиции и со Министерството за економија. Направивме еден голем бизнис форум, B2B средби, каде што беа во тој период скоро сите странски инвеститори и имаше доста компании наши, значи од околу помеѓу 15 и 20 домашни компании кои остварија онаа директна средба. Тука ние не очекувавме дека ќе дојде до конкретен договор за соработка, меѓутоа тој иницијалниот контакт, иницијалното
поврзување за да се запознае странскиот инвеститор, странската компанија, кои се можностите за соработка со домашните компании, мислам дека вроди со одреден плод, веќе работат одредени компании и тоа ќе продолжи и понатака. Предпоставувам дека и надлежните институции имаат одредени активности, меѓутоа ние како комори и Сојузот на стопански комори конкретно, исто така во својот фокус ја има оваа работа. Првиот дел беше дека стопанствениците за околу условите. Добро, тоа е тема која се дискутира подолго време. И значи има домашните компании секако треба да имаат поддршка за сопствениот развој. Значи ние имаме одредени мерки и предлози како тоа би требало да изгледа, меѓутоа ќе треба се размислува во иднина. Значи сегашниот закон дозволува домашна компанија да биде во зоните, нели? Меѓутоа не треба истото производство да го има внатре во земјата, односно да има ново производство таму, значи да отвори нова фабрика и таа фабрика да биде 100% ориентирана кон извоз, да ги произведува производите за извоз. Исто така има дискусија дека има домашни компании кои се надвор од зоните, меѓутоа исто така производството им е 100% за извоз. И тоа е дилема. Значи треба да се размислува дали да ги имаат истите услови кои ги добиваат странските компании. Други коментари од страна на домашните компании во одредени сектори, значи пред се текстилниот сектор и IT секторот, дека имаме превземање на работна сила од домашните компании од страна на странските инвеститори. Сега ние знаеме дека имаме слободен пазар на труд, нели? Согласно Законот за работни односи, се има таму отказни рокови и така натаму. Меѓутоа се јавува како еден проблем кај домашните компании во тоа што веќе инвестирале во обука на одреден кадар, значи веќе имале одредени трошоци, создале кадар, а потоа тој оди кај странските инвеститори. И сега тука треба да видиме зошто оди, пошто овде кажавме не биле задоволни од платите, па ако не се задоволни од платите, зошто одат? Има одредено размислување, значи тоа ќе го дискутираме како модел, во колку се ослободени странските инвеститори од плаќање на придонеси за извесен период на време за вработените, тогаш да вработуваат луѓе од заводот, агенцијата за вработување, нели да бидат тие невработени, па странските инвеститори да вложат одредени средства во нивна едукација и така, не да земат одреден кадар кој веќе е обучен и може одма да почне да работи, поготово, кажувам, во текстилниот и IT секторот. За другите сектори немаме индикација дека има ваков случај. Тоа би било сега, понатаму би дискутирале. Веќе препознавам реакции меѓу присутните, но ви реков прво ќе ги сослушаме во ведничарите, па после ќе ви дадам збор на другите. Реков веќе дека со свој критички осврт во однос на квалитетот на работните места кои ги нудат компаниите основани во технолошко-индустријските развојни зони, веќе излезе Македонскиот центар за европско образование, но во прилог на денешната дебата со поентите уште еднаш еве го поканувам Александар Колекески. Да, благодарам, да ги поздравам присутните. Во основа ние сме на истите линии, истите заклучоци излегуваат на површина. На почетокот од оваа година Македонскиот центар за европско образование објави едно свое истражување, тргајќи од својата мисија на организацијата, ние го следиме процесот на европеизација на македонското општество и конкретно во овој случај следевме две доста битни политики: политиката за конкуренција од призма на евроинтеграциите нормално и политиката на вработување и создавање нови работни места. Она што вака ударно го имаме во нашето истражување се две димензии. Првата димензија е неравноправните услови на кои што, еве и другите говорници кажува, на кои што се
изложени нашите правни субјекти, значи економските оператори од Република Македонија наспрем странските компании, и од една страна нивните привилегии се завеани во вел на тајновитост и нетранспарентност, која што може да дава други понатаму проблеми, и од другата страна третманот на човечките ресурси и политиката на човечките ресурси како најевтини можни ресурси кои што можат да се разграбаат безпоштедно, да се користат од странските инвестиции. И во таа насока ние дискутиравме, имавме интервјуа со различни страни и дадовме некои наши препораки во смисол доколку ние сакаме да бидеме членка на Европската Унија, треба овие политики да се развиваат врз основа на економскиот социјален модел на Европската Унија за создавање на повеќе, ама и подобри, поквалитетни работни места и одржлива економија. Во таа насока, доколку овие компании добиваат странска помош, странски компании добиваат државна помош, таа треба да се користи за создавање на работни квалитетни работни места, да се брзува со други мерки како што претходно беа споменати, но да се изнаоѓаат и нови начини државната помош директно да се врзува со квалитетот на работните места, и има таму еден европски индикатор на квалитет на работните места, тој да биде репер, кога добиваат повластици, да имаат и обврски во таа насока, да се променат јавните политики кои што ги третираат човечките ресурси како најевтин можен ресурс изложен на безпоштедна експлоатација. Понатаму да се овозможи правото на синдикално здржување во технолошко-индустријските зони, пазарните инспекции да ги надгледуваат работодавачите и условите во кои што те се изложени, кога се користат екстра услови, да има и екстра повисока плата за технолошко-индустријските зони, повисока минимална плата за тирзовите, исто да се дават минимум предуслови за соработка со домашните компании, а и една многу друга битна препорака, Комисијата за заштита на конкуренција да ја контролира државната помош на начин што таа ќе биде транспарентна и лесно мерлива, затоа што знаеме дека добар дел од договорите не се знае нивната вкупна сума и се објавуваат во службен весник со знакот X, значи 3X прикриено е местото каде што е дадена сумата на таа странска помош, и во таа насока ние треба да се консолидираме, да се насочиме малку повеќе кон создавање на услови како во Европската Унија, а не како во афричките земји, да ги покануваме инвеститорите на сафари на човечки ресурси и дискрециони права. Во таа смисла се нашите забелешки. Благодарам. Да, кога сме кај иксовите, знам дека еден колега се труди, а не еден, имало повеќе, користејќи го Законот за слободен пристап до информации, да види што стои под иксовите, но тешко оди. Така што за сега остануваме на иксови. Следна говорничка денеска е директорката на дирекцијата на Сдружение според дејности во рамките на Стопанската комора на Македонија, господја Билјана Пеева Ѓурич. Повелете. Ви благодарам, почитувани присутни. Дозволете ми најнапред би сакала да ја поздравам активноста на Сдруженијето на млади аналитичари и истражувачи, кои верувам дека со ова спроведено истражување и со организирањето на денешната конференција имаат за цел, што е и добро, да се отвори еден поширок диалог, разговор, за да се видат кои се ефектите од привлекувањето на странски директни инвестиции во земјава. Но секако сметаме дека иако оваа спроведена анкета, истражување може да биде една добра поидовна основа за да се види какво е влијанието на владините субвенции за привлекување на странски директни инвестиции, но треба да се размислува и на фактот дека се потребни и подолгорочни стручни анализи кои ќе опфатат повеќе аспекти
од моментот на привлекување на странски директни инвестиции во земјава, а пред се тука се размислувањата одат во правец на тоа какви би биле влијанијата врз бруто домашниот производ, врз надворешно-трговската размена, вработувањето, технолошкиот развој, буџетските импликации, девизниот прилив и така натаму. Значи, за да се разгледува фактичката состојба за приливот на директни странски инвестиции, не би навлегувала во детали, иако има јавно достапни информации кои што ги објавува Народната банка на Република Македонија, значи за приливот на странски директни инвестиции кои почнувајќи 2012, 13, 14 година се во нагорен тренд и се зголемуваат, значи, од година во година. Меѓутоа, за поконкретно да се осврнам на она какви се ефектите од приливот на директни странски инвестиции во државава, би се осврнала на следното. Првенствено, нашето стопанство со мала отворена економија, за да одржи еден долгорочен раст, сметаме дека и понатаму треба да ја одржува извозната ориентација со поддршка на активна стратегија за промовирање на странските директни инвестиции. Очигледно е дека благодарејќи на работењето на новите странски инвестиции во последните години, тоа влијаеше и на диверзифицирање на нашиот извоз, како во поглед на производите, така и во поглед на дестинациите, но и во поглед на зголемената технолошка интензивност. Поголем дел знаеме дека од извозот на странските директни инвестиции е поврзан со автомобилската индустрија и формира еден дел од светскиот синџир на вредности. Во политиката на привлекување на директни странски инвестиции, меѓу другото, треба да се користат и субвенции од владата за определени конкретни директни инвестиции, независно дали се работи за инвестиции кои што се во зоните или надвор од нив, бидејќи тоа е пракса кои што ја применуваат и многу други земји и кои што својот стопански развој го базираат токму на приливот на странски инвестиции во земјата. При привлекувањето на странски инвестиции, според нас потребно е, значи, однапред да се направи согледување можноста каква би била поврзаноста и соработката на странските инвеститори со домашните компании. Очигледно е дека извозната конкурентност на домашните фирми, нивната продуктивност, вештините и софистицираноста на бизнисите влијаат на состојбите и за нето ефектите на директните странски инвестиции за целокупното стопанство. Со привлекувањето на странски директни инвестиции, знаеме дека се постигнаа значајни резултати. Не би навлегувала многу во тој дел, бидејќи и колегата Алексов тоа го спомна за неколку активности кои што сме ги имале во изминатиот период во насока на поврзување на домашните компании со странските инвеститори присутни во земјава и дека придобивките се обострани, но треба да бидеме свесни дека ова е еден долгорочен процес во кој што нашите компании треба да вложуваат доста средства кога станува збор како треба да го подобрат своето техничко-технолошко ниво, стандардите на работење, организацијската поставеност и вкупниот менеджмент за да бидат конкурентни и да можат подобро да соработуваат со странските инвеститори во земјата. Воедно дека треба да се истакне и тоа дека како резултат на ваквите активности нашите членки постигна значајни подобрувања во однос и на технологијата на работење, меѓутоа и во подобрувањето на знаењата и на вештините на вработените. Во функција на конкретен придонес за обезбедување на подобра соработка на домашните компании со странските инвеститори, Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија во изминатиот период изработи еден соодветен директориум во кој што се наведени портфолијата на секоја компанија поединечно со конкретни информации со цел да се воспостави поефикасна соработка во двете насоки. Воедно, како комора, сметаме дека е потребно носење на мерки на економска политика со кои што ќе се стимулира партнерството помеѓу странските производни компании кои што работат во земјата, локалните мали и средни предпријатија и финансиските институции
преку обезбедување на помош за унапредување и на квалитетот и на количините и сигурноста на производите преку технички и менаџерски вештини, деловно планирање и пристап до капитал. Несомнен е фактот дека со приливот на странски директни инвестиции се зголеми степенот на вработеноста во земјата, се намали невработеноста, вработените се стекнуваат со нови знаења и вештини, со тоа стануваат и поконкурентни на пазарот на труд и ова е една добра работа не само за од аспект на работниците, со тоа што се врши трансфер на ноу-хау, значи вработените се упатуваат на соодветен тренинг, меѓутоа тоа е и во позитивно и од аспект на земјата во целина, затоа што тоа е и во функција на зголемување на просечната продуктивност на државата. Меѓутоа, во овој процес, кога станува збор за образованието, знаеме дека тоа е еден подолгоречен процес, кој треба да биде поддржан и со соодветни реформи во образовниот систем, посебно во делот на стручното образование и во високото образование. Од една страна, кога станува збор за рамноправноста и обезбедување на рамноправен третман на домашните компании и странските инвеститори, пред се тука подразбираме на еднаков третман во делот на поддршката за извозни програми, зашто треба да се изгради соодветна системска регулатива, но и субвенционирање и на домашните компании со државна помош во делот на вработување и стручно оспособување. Нашето размислување оди во тој правец дека на овој начин ќе се обезбеди една поизбалансирана еднаква положба меѓу домашните компании и странските, без односно на сите компании, независно дали се домашни или странски компании во прашање, посебно кога станува збор во делот на намалување на невработеноста преку државна помош за поттикнување на вработувањата, со што ќе се овозможи, значи, подигнување на општото ниво на вработеност во земјата. Ви благодарам. Ви благодарам. Наред е професорот Владимир Филиповски од Економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Професоре, може ли да се зборува, не знам, новинарскиот пристап е секогаш пристап на сомнеш, барем така би требало да биде. Да не биде овој пат така, дури да биде афирмативен пристапот, да сакаме да кажеме дека ефектот од странските директни инвестиции е позитивен. Може ли да зборуваме воопшто за ефектите ако не ја знаеме сумата на субвенции кои што владата ја дава на странските директни инвеститори? Благодарам прво на поканата да учествувам на овој собир. Како што рековте, новинарите се скептични, додека науката, од која што предпоставувам дека јас произлегувам и сум како некој вид на представник, науката исто така не ги зема работите здраво за готово, на прв поглед она како изгледа, него секојаш настојува малку аналитички подлабоко да навлезе во различни аспекти од секоја појава, па таков е случајот и со странските директни инвестиции. И во таа смисла, прво, пред да одам малку на тие ефекти за кои што зборувавте, јас би сакал сушност прво да го истакнам значењето на оваа студија, нова група на млади истражувачи кои јас ги познавам уште од студентските денови. Тоа се све вредни млади луѓе кои што уште при изборот на нивните последипломски студии со нивниот избор покажаат дека токму сакаат тоа да го направат. Малку да внесат емпириска верификација во анализата на економските појави, да не остане се само на интуиција и на некои општи принципи. Туку да малку навлеземе подлабоко во различните аспекти, ево и на ова значајно прашање како што се странските директни инвестиции. Инаку, да речеме од теоретски аспект или на ниво на општи принципи, скоро е несомнено и веќе абсолвирано прашањето за корисноста на посебно странските директни инвестиции
за забрзување на економскиот раст и развојот на земјите во развој, во кој што веројатно спага и Република Македонија. И тука нема некои големи дилеми. Меѓутоа, кога малку сега сакаме да бидеме по-конкретни и да видиме од каде произлегуваат сега тие бенефити и колку всушност чинат бенефитите, бидејќи во економијата секогаш имаме работа со кост-бенефит анализа на ефектите, на бенефитите и на трошоците за тоа. И сега, еве, повторно, ќе се повикам на анализата која што ја направија младите истражувачи, во кој што за прв пат има нешто што нам економистите, например, ни е многу важно во анализата, а тоа се опортунитетните трошоци. Тие се спомнати во анализата. Инаку тоа се однесува на што би добиле доколку ресурсите ги употребиме за алтернативна употреба. Во случајов беше земен примерот со тоа дали земјиштето во технолошко-индустријските зони би можеле да го употребиме за алтернативна употреба и која би била добивката, што веднаш значи дека е тоа опортунитетен трошок, нешто што е пропуштено, но што е уште поважно, кај опортунитетните трошоци, кај тој концепт е значајно тоа што кога ги просудуваме ефектите, постигнувањата, резултатите од некоја економска активност, од нешто што сме избрале да го правиме, тогаш треба секогаш да имаме предвид дека од тој бруто профит, од таа бруто добивка што ќе ја добиеме евентуално, треба секогаш да ја коригираме за трошокот во форма на изгубена добивка од алтернативна употреба на ресурсите. И сега, кога сме веќе тука, а можда ова требаше малце подоцна да го кажам, но еве веднаш in medias res, што се вели, државната помош за странските директни инвестиции на најразлични начини, преку ослободување од данок на добивка, па дури и преку ослободување од ДДВ, тоа не е единственото, субвенционирање на трошоците за работна сила од страна на државата, на странските. Би било многу добро од аналитички аспект, а после анализата да се користи во дебатите за јавната политика, за привлекување на странски инвестиции, дали би можеле ние да пресметаме, например, еден индикатор кој би укажувал колкава е цената или колкави се субвенциите по едно отворено работно место. Тоа би бил еден многу добар индикатор. Колку скапо ја чини државата, она што е бенефит од странските инвестиции, се разбира. Тоа е сосема јасно дека е бенефит. Отворањето на нови работни места е нешто што е корисно, посебно за земја која има висока стапка на невработеност. И тука нема дилеми. Меѓутоа, во земја како Македонија исто така е важна структурата на употребата, намената на јавните ресурси, на јавните приходи. Зашто одат јавните приходи? И во таа смисла сега треба да се процени, ево, во натамошната анализа, што верувам дека оваа група на млади аналитичари би се соочила и со тој предизвик, да се процени колкава е чинењето во форма на на јавни ресурси на едно ново отворено работно место. И после може да се спореди, например, со платата која што ја остваруваат вработените и дури понатаму и со профитот кој што го остваруваат компаниите кои што работат во индустријските развојни зони и воопшто странските инвестиции. Значи, тоа е една работа што ние барем во науката се обидуваме секогаш да ги процениме и користите, но и трошоците за постигнување на тие користи. А посебно ќе речам, јавните ресурси во Македонија, бидејќи се ограничени и има многу конкурентни намени, значи има многу работи на кои што би требало да се трошат јавните пари, и сега опортунитетниот трошок на било која намена или употреба на јавните пари е многу висок во Македонија. Значи пропуштаме многу
ако искористиме јавни пари за одредена намена. Тоа е како принцип. Не се работи конкретно само за оваа ситуација, него како принцип, бидејќи имаме многу работи што сакаме да ги постигнеме со јавните пари. И тогаш, кога ќе одлучиме дека ќе ги користиме за една намена, мора ефектот да биде многу висок, за да го покрие и опортунитетниот трошок од алтернативна употреба за нешто друго. Тоа би било еден аспект и навистина јас се надевам дека оваа група на истражувачи сепак ќе успее да обезбеди една база на податоци, релевантни податоци со кои што ќе може да направи вакви анализи. Иначе воопшто за економската наука податоците се основниот материјал со кој што ние работиме и на база на кој што сакаме да ги засноваме нашите заклучоци, да не биде тоа интуиција или некое произволно размислување, туку да биде засновано на податоци и на кохерентна анализа. Втората работа што исто така е на некој начин поврзана со политиките на привлекување на странски директни инвестиции, се однесува на самата природа на субвенционирањето. Тоа е, како да кажеме, некое проклетство на субвенционирањето воопшто. Кога државата сака да субвенционира некој сектор, тоаш другите сектори се веднаш во понерамноправна положба. Или кога во еден исти сектор најчесто се случува, за жал, и се овде зборувам во принцип генерално, се случува да државата ги помага оние на кои им е најмалку потребна помошта. Оние кои што се успешни на пазар. Наместо да им помогне на оние кои што поради одредени причини не можат да издржат до таа конкурентска борба на пазара. И најчесто, за жал, тоа се случува така. Така што сега, знаете, овие критериумите за влегување во индустријски земји се прилично високи, така мора да се работи за големи компании со многу висок вкупен приход и така натаму, на кои се можеме да се прашаме, добро, дали им се потребни толку многу, дали ми е потребна толку многу помош на такви големи реномирани компании, например. Понатаму трета работа, ова што го спомна и колешката од Стопанската комора, мислам. Се знаете, кога се отворат се повеќе и повеќе развојни зони, се повеќе и повеќе, а бидејќи зоните се токму тоа, на таа зона важи друг правен режим. И во крајна линија тоа се формира едно поле за надпревар, пазарен надпревар, кој што не е израмнето. Бидејќи за некого важат, за некого не важат сите тие прописи кои креираат трошоци. И во таа смисла не сум сигурен дека ако се оди на хипертрофирање на бројот и просторот на зоните, што ќе остане како македонска економија надвор од зоните, всушност, кој ќе е тој простор, колкав простор ќе биде тој. Тоа би било во основа она што јас би можел вака да го кажам повеќе како основа за дискусија, се разбира. Ова не беше, нити планирав да биде некој академско предавање за значењето на странските инвестиции, бидејќи на сите вас тие ви се познати и веќе беа и кажани овде, и јас ево морам сепак на крајот да се придружам кон тоа и да кажам дека да, странските директни инвестиции во земји како Македонија може да бидат значаен фактор за растот, затоа што овозможуваат еден посебен квалитетен извор на капитал, кој што е траен капитал, значи не се работи во основа, не се работи за позајмување, иако сега според дефиницијата во странски директни инвестиции спаѓаат и зајмовен облик на капитал, кој што во основа има потреба за враќање, нели? Но сепак ние сметаме дека странските директни инвестиции се сепак еден квалитетен, долгорочен извор за финансирање на инвестициите.
Понатаму дека се воведуваат подобри, повисоки, меѓународно прифатени стандарди во секој аспект од работењето на компаниите. Исто така знаењето на вработените, се прави трансфер на технолошко знаење кај вработените и сето тоа се големи придобивки. Но сега има и тука нешто друго. Кога политиката, економската политика на една земја е пред се и над се фокусирана само на странските директни инвестиции, тоа е во ред, може да биде мотор за развој. Меѓутоа, се отвора една друга страна на ранливост. Ранливост во однос на што? Меѓународните движења на капиталот се некогаш подложни на некои промени во меѓународните финансиски монетарни односи, на кои што земја како Македонија нема никакво влијание. И тие може да бидат понекогаш и многу нестабилни, во некои турбулентни периоди, може движењето на меѓународниот капитал да биде прилично нестабилно. И во таа смисла, една економија која што премногу нејзиниот раст е зависен од приливот и од перманентниот прилив, на стабилен прилив на странски капитал, тоаш во случаја на некои турбуленции на во меѓународната макроекономија, може да има негативен ефект во смисла да ги намали многу стапките на економски раст. И тоа е исто така една работа што ние, економистите, понекогаш ја имаме предвид кога сакаме да дискутираме за странските директни инвестиции. Јас се надевам дека не бев премногу долг. Ние, професорите, имаме проблем со времето и никако не можеме под 45 минути, никако не знаеме едноставно. Не, ова беше далеку под 45. Ви благодарам многу. Овде ја исцрпуваме листата на говорници, се разбира ќе беше добро сега да можем да го најавам министерот Веле Самак или директорот Виктор Мизон, но реков дека иако поканети од нив не стигна одговор. Сега ќе отвориме конференцијата за дискусија и за дебата и прв ќе го поканам господинот Зоре Темелковски, бизнисмен и прв човек на Македонско-бугарската стопанска комора. Повелете. Прво да ги поздравам младите кои нашле сили, знаења да представат иднината на бизнисот со своји видувања. За жал, од другата страна се глувите кои немаат доблест да дојдат и да ги слушнат нивните анализи. Тие се секога спремни своето знаење да го представат на некој роу-шоу, скапи за нас бизнисмените, наместо да се суочат со фактите и аргументите кои треба да ги слушнат од домашните бизнисмени кои го ствараат буџетот и кои преку своите даноци ги финансираат нивните скапи патувања. Да ги поздравам сите дискутанти во своето излагање, секој застапуваше по една своја теза која што дали ја добиле во своите институции или не, но јас сепак ќе гледам да бидам автотон од бизнисот и да ги пренесам моите видувања и моите чувства на моите колеги кои директно секојдневно ги чувствуваме. Така да сакам да кажам дека директните инвестиции не може да добијат дефиницијата на директни инвестиции, бидејќи они припаѓаат на другата страна и затоа ќе дискутирам за реинвестирање на странските компании во некоја земја кај што е бенефицирана нивниот капитал. Од тие причини и странските компании дојдоа во Македонија за да ги искористат поволностите и као што еден мој ценет професор Методија Несторовски кажа, тие се скакачи од една во друга држава и искористуваат само бенефициите и го осоромаштуваат домашното стопанство. Јас за денешната дебата извадив едни званични податоци за разлика од мојата ценета колешка од
Стопанската комора, која имаат податоци дека е во нагорна линија и раст и бенефит се инвестициите, ја ги компарирав инвестициите кога ги немам неслободните зони, колкави се, и за жал тие беа најголеми 1.200.000.000 во 2001, која се уште е предмет и тема на нас стопанствениците, иако беше кризата, од каде дојдо, кои се поволностите и кои беа добрите економски стратегии. И кога ќе ги земам предходните од 2002 до 2006, 2006 ја завршивме со странски инвестиции од 620 милиони, од 2006 до 2014 највеќе имаме инвестиции заради огледалноста и почетната фаза во 2006 имаме 2007 880 милиони, да денеска имаме 120 милиони и кој ќе и компарираме сите тие инвестиции со надвор од зоните кои што биле инвестиции до 2000 година, ќе видиме дека денеска Македонија е само осиромашена за оние бенефиции и субвенции кои што ги добиваат странските инвеститори. А тоа е најдобар показател ако земеме и изјавата на Ванху, каде каже дека од банкрот денес ни благодари на нас даночните обврзници во Македонија што го спасивме неговиот бизнис. И затоа веројатно ги немаме од другата страна субјектите кои треба ова да го слушнат од бизнисмените и да го пренесат во кабинетите, а нашите ценети стопански комори кои што си го дадовне просторот на економијата, на политичарите, да можат да ги изнесат сите своји болни резови кои ги доживуваат во овој временски период за развој. Предприемаштвото нема да го дискутирам дека е замрено и само неколкуте проекти ако ги компарирате, вие младите сега истражувачи, ќе видите дека за вработување со 2000-3000 евра, кај што се одделуваат само 3 милиона годишно, се вработуваат по 100-200, а ако земете најавуваните тие 2000 или 3000 во прилеп, се уште ги нема и никој не се запрашал ни од медиумите, ни од стопанските комори, ние да видиме што се случува. Значи нешто не функционира. Сметам дека сите од вас кои се бавите со истражување, знаете пред нас беа тие азијските тигри, ама они не ја засноваа на странските инвестиции само, што рече професорот, тоа беше во симбиоза со домашниот потенцијал на домашните инвеститори. И видете која сега ние пофалуваме нешто што е долгорочно и трајно за идните генерации. Домашните инвеститори не можат да си го купат земјиштето околу своите производствени капацитети. Нема законска, на некој му подаруваше. Кој е тогаш еднаквоста, кој е тоа задоволството на домашното стопанство со странските инвеститори. Затоа сметам дека и другиот релевантен показател, кај што ги немаме се уште овие зони, покажува по глава на населението и инвестициите, дека ние сме далеку за Албанија, далеку сме за Србија, кај што ги нема зоните, имаме $140 по глава на жит, што е еден од аргументите за да ги мериме инвестициите. То сака или не, моите колеги или професорот, мора да се сложиме, да дискутираме со релевантни показатели. Ама јас не гледам моја корис од мојата дискусија, бидејќи денес очекував дека ќе бидат и ќе имаме прилика да укажеме и да нешто промениме, дека идната млада генерација која одвоила од своето време и знаење, некој ќе ја сослуша и некој ќе ја стави на маса за да биде иднина на ова и нов почеток, бидејќи ова веќе е завршеток. Ја не мислам дека имаме некакви бенефиции и субвенции. Сите три елементи кои што ми ги кажуваат колегите дека е зрачат кон менеджмент и нов ноу-хау и дека едуцираат, ја мислам дека ова е само продажба на робовладетелство на работна сила и тоа е единствена субвенција која нудат нашите министри и дури можем да цитирам за денеска изјавата на феноменалниот министер од Америка што дојде, кој што каже дека ние сме дури поевтини од кинеската работна сила. Замислете кои сме држава и какви имаме ние представници кои треба да привлечат странски инвеститори. Да се компарираме со кинезите кај што имаат 0,50 или 0,10 центи на работен сат. Страшна работа изборуваме денеска за ефектите на странските директни
инвестиции. Друго сакам да кажем дека вработеноста од 10.000 не можеме да ја компарираме, кој што рече професорот, бидејќи не знаеме колкави ќе беа вработувањата, ако истиот потенцијал и субвенции кои ги даваат на странските инвеститори ги најдеа преку проекти за ново вработување, за поттикнување на предприемаштвото. Не знаеме кој ќе беше новиот продукт, кој што ќе беше заеднички продукт на Балканот, на ова. Значи, ние не влеговме во компаративниот дел да создадеме економска вредност. И затоа мислам дека денешната работна средба сакам само да ги поттикнам на ентузијазам, бидејќи на нив е времето, на нив е иднината и на нив ќе ги градиме и на нивните анализи иднината на оваа генерација. За жал, ние веќе сме во еден промашен и слеп колосек. Мислам дека од таму има само излез, доколку седнеме на вакви округли маси и ги ставиме стварните аргументи преку платниот промет, Народната банка и сите релевантни показатели и науката, и да изготвиме еден нов проект кој што на Македонија ќе овозможи брз развој и стабилност, да не ни се одлеваат младите кадри. Иначе, ако кажеме и се поведеме по тоа дека ITT младите се најценети овде за 2000 евра, па тие можат сегде кај што сакаат во Америка ги плаќаат по 15. Што ни треба во Джонсон Мети Доди? Значи, таму има тој 12.000 денари. Или еве ќе му даде 50.000. Тој седи и надвор од зоната, еве ги овде во бизнес центарот ке мене Меги, ги има 14 кои што ги финансираат Америка, секој, пошто тоа е нешто што е конјунктурно и што Господ ни го дал, дарба, знаење, наука, кои што го имаме као фундамент. Не сакам да ги замарам моите ценети присутни, но мислев дека ќе отвориме поубава дискусија со аргументи, но се надевам дека ќе имаме прилика да не соберат младите уште нешто да пренесеме од нашето искуство, а они да стават во својата иднина. Добро, благодарам многу. Не, добро е, мислам. Не ве напуштил духот за дебата и за дискусија, иако пред почетокот ви реков дека ми изгледате некако прилично смирен. Ве знаев за поинаков, но еве сега потврдувате дека сте оној стариот, подготвен за дискусија во секое време. Дали некој од прозваните сака да се вклучи? Господја Пејава Ѓурич. Па не знам колку во случајов се најдов како прозвана, меѓутоа кога станува збор за висината, износот на инвестиции по години, значи јас појдов од моментот каква е состојбата и што го кажуваат официјално објавените статистички податоци кои што Народна банка ги објавува. А тоа е дека од, како што реков, 2012, 2013 и 2014 факт е дека тие бројки покажуваат раст. Јас упатив и на еден друг момент, кога дискутирав за реалните нето ефекти во извозот. Ние конкретно сега ако зборуваме тука за влијанието на странските директни инвестиции кои што работат во зоните, значи тука првенствено ние не можеме тука да направиме едно конкретно согледување, затоа што официјални податоци недостасуваат. Значи ние немаме официјален податок да видиме колкав е извозот, а и колкав е увозот кој што го прават компаниите кои што работат во зоните. Така да мислам дека во овој дел бев доволно јасна. Бараме ефектот, повратниот ефект. Ако нешто на некого даваш бенефиција, очекуваш ефект да имаш ти така. Меѓутоа кога недостасуваат во овој момент од никого и вие ги користите еве податоците на Народна банка, ја ги користев податоците на меѓународните и затоа ви ги дадов. Релевантните кои што не гледаат под призмата на економијата, не на навијачството. Навијачството постои секаде. Не е спорно тоа. Ние зборуваме за релевантни се најси, ете ти ги податоците и тие ги даваат во инвестиции. И затоа дискутираме погрешно.
И затоа оставаме перцепција дека ние сме земја на рајот. Ако ќе отидеме во едно семејство, не може да си од први до први сте ги извадиле новите податоци, 74% од работно способното население е задолжено кредитно. По еден или два основи, на тековна или трансакцион. Кредитно, знаеш што значи тоа? Ја мислам дека тој од институцијата што ве пратија, сигурно дека го имавте тоа. Као податок и веќе го имате заради вашите членки. За вашите членки, не заради форумот што е денеска. И ние зборуваме што добиваме ефекти. Мораме да бидеме као стопанственици критички настроени. Тоа сум го кажал и во Сојузот на Стопански, кој ќе бидеш партнер на владата, тогаш не си релевантен субјект на стопанството. Нема што да дискутираш. Ти увек си незадоволен као стопанственик и макс, ама службениците кои доаѓаат се задоволни, зашто он има повисока плата. Да дојде треба тој од стопанството, од стопанските комори. И тој да го презентира задоволството и незадоволството. И тогаш ќе ја видиме. Навијаштвото е позната работа. Било, ќе биде и ќе остане. Само треба да го смалиме во помали проценти. Ќе имаме реална економија во државата. И тогаш нема да се разбудуваме дека сме земја на рајот. Добро, благодарам. Многу кратко само за бројките. Значи не е зависно од каде, дали од Народна банка или меѓународна. Само малку микрофонот кон вас да институции. му Бројките и од Народна банка не го покажуваат тоа. Значи од 2006, односно 2007 и нааму, сите странски инвестиции, 50% од нив се направени 2007 и 2008 и од 2008 нааму е половина од нив. И се движи во тој период околу 3% од бруто домашниот производ. За оваа година, например, до јуни имате 110 милиони. И тоа е повторно 2%, 2,5% од БДП за овој период. Ако некој мисли дека со 2 до 3% од странски директни инвестиции можете да направите висок раст, џабе разговара. Толку. И само уште едно. Може ли една компанија од тие 500 што работи со готов производ во странските инвестиции? Домашна, што продава готов производ? Ако може да чуеме. Една вара. Арилје Метал. Што е производот? Чекај, Арилје Метал не е од странските инвестиции, тој е од домашен. Домашен со собствен бренд и производ. Тоа е домашна што продава во странска компанија, готов производ. А таа плаќа и данок, и вработени, и се, и е конкурентна да продаде суровина во странски инвестиции. На ванхул, на мети, на контрол, стој производ. Готови, не услуги. Готови производи. Да, не зборуваме за услуги. Металопреработувачка индустрија. Штрафови. И од прилика кажувате 30 милиони се успеа евра. Не кажувам јас. Не, велите вие. Слушнавме податоци. Добро, благодарам. Кој друг бара збор? Можеме и новинарите да ги вклучиме, така? Наташа Стојановска, повелете. Вака, мене ме интересира сите учесници, ако може, нивно мислење, зошто владата ги крие податоците за субвенциите што ги дава на странските компании, значи, што мислите вие зошто владата ги крие тие податоци, бидејќи никој од нас не може да стигне до тие податоци, и дали треба да бидат јавни тие податоци. Алексов, вие надвор кажавте дека немате одговор на ова прашање, но може да се вклучите доколку сакате повторно. Ајде, кој прв? Прво, зашто владата ги крие, дали ги крие, ја лично до сега барем не сум успеал да имам некои официјални податоци за тоа колку не коша за една странска компанија во однос на обуките, односно во основа на тоа која колку има добиено. Секако дека секоја година имаме буџетирана ставка во рамките на буџетот која што е наменета за компензирање на странските компании. Инаку дали треба да биде свена повидок, јас сум секогаш тој што сакам работите да бидат на маса. И да е нешто што нас не кошта сега, секако дека ќе не кошта бидејќи такви се условите кои што ние ги нудиме на тие странски инвестиции, нормално дека ќе не кошта додека тие доаѓаат тука
Но има една ставка која јас сум за тоа да се намали, односно да нема потреба да се направат тие трошоци токму од страна на буџет. А тоа е ставката да се намалат бројот на посетите кои што државните делегации ги прават во различни земји, бидејќи веќе ние имаме промотори во поголем број на земјите кои што, односно од каде што таргетираме да имаме компании тука, или па истовремено имаме и 6 министри без ресори, односно кои неформално се министри кои што се бават со привлекување на странски инвестиции. Може една од овие ставки да се укине, сигурно дека ќе имаме намалување на трошоците, инаку да, јас сум за тоа да бидат податоците официјално, бидејќи на крај краја сите ние сме луѓе кои што живееме во ова земја и сите подеднакво придонесуваме со наши придонеси, даноци и така натаму, како дел од тој трошок. Така да треба да ги гледаме работите позитивно, дали ни треба странските инвестиции, дефинитивно, уште еднаш ќе повторам, ни требат се уште, но треба пак да се направи на некој начин некоја модификација на постоечкиот модел, односно повеќе да ги форсираме условно кажано и домашните компании, односно соработката домашна компанија со странска компанија, бидејќи не може инвестиции, односно странски инвестиции да ги сметаме, иако и по литература и по закон е така, само инвестициите кои што доаѓаат од надвор, туку зошто да не одиме на некој модел кој што истовремено ќе фаворизира странска компанија, но да фаворизира и домашна компанија, односно да одат како бизнис партнери во еден ист проект и што тоа да може да имат придобивка и едната и другата страна. Исто така треба некако да се усоврши, односно подобри законот во делот каде што условно кажано се дозволува, но истовремено и се лимитира на домашните компании да инвестират во рамките на слободните економски зони во земјата. Кажуваат да, домашните компании не се исклучени од инвестирање во зоните, но од друга страна има услови кои што мора да ги исполнуваат, а услови кои што не важат за странските компании. Тоа е, например, не сме 2 или 3 години да го намали бројот на вработените во постоечката компанија која што го има надвор од зоната. А од друга страна, ние нормално гледаме да носиме тука компанија која што веќе постои негде надвор, веќе има одреден број на вработени, но тој услов не мора да го почитуваат и тие. Тоа не треба да биде како да сега сме против овие мерки кои што се во сила во моментов, треба да се почитуваат тие, но секогаш има простор за подобрување на тие. Добро, благодарам. Господја Пеева. Само би навела дека се согласувам со фактот и тоа е очекување и на бизнис заедницата да податоците бидат транспарентни, јавно да се објавуваат, затоа што, како што претходно реков, на тој начин ќе видиме и кои модалитети понатаму би можеле да се предложат, за да видиме и согласно на влијанието кои се негативните и позитивните ефекти од ваквите активности. Благодарам, господин Алексов, да. Значи сега тука зборуваме за транспарентност на јавни финансии. За тоа ли зборуваме? Затоа што ја не го разбирам прашањето. Сега ми кажувате дали треба да се објавуваат субвенциите кои се даваат на некого. И сега не ве разбирам, некако малце да го дефинираме тоа. Значи, се знае, ослободени од данок на добивка, не плаќаат ДДВ, така? Вработените 5 години ослободени од придонеси. Во колку инвестира, сега колку што ми текнува, колку што паметам, во колку инвестира до 500.000 уствари субвенција до 500.000 евра во зависност од вредноста на инвестицијата. Има валјда со закон тоа регулирано. Ја се извинувам, не знам. Сега друго не го разбирам стварно Наташа прашањево. Значи на Ванхул колку му одобриле, така? А на Джонсон Мети колку, на Маркарт колку или не знам на кој колку? Добро. Тоа не е као бизнис заедница, ако постои такво, нели? Може да постојат, не знам, транспарентност на јавни финансии или постои деловно договарање. Еве,
господинот Зоре Темелковски е бизнисмен, сигурно исти услови не нуди на секој деловен партнер. Прашањето е И си дали го вие чува како како бизнес деловна тајна, заедница- на некој му дава вакви услови, на некој ваква цена, на некој таква, али ако зборуваме за државни пари, транспарентност за јавни финансии, во ред. Ти си Во ред. се овде. Јас сум приватен сектор и мојата деловност е моја Извини. деловност. А ние зборуваме за државата Па што затоа дава реков. граѓанските пари. Па затоа Тука реков. малку- Затоа реков погрешни Не. службеници на погрешно место. Значи не зборуваме за на Зоре бизнисот. Зоре има право на секаква дискреција од својот џеб. Затоа вие не разбирате, првата едукација треба да биде што е предприемач, што е менаџер. Вие зборувате за менаџерите, за Миле Јанакиевски. Државни пари што менаџираат, а Зоре Темелковски сопствен ризик има. Тоа е предприемач. И запамти го, тој не ти е компаративно добро пред новинарите. Затоа подобро почути него што ги даваш одговорите. Јас сакам да ти кажам, јавно треба да се знаат субвенции на една држава која привлекува и има генерална политичка определба да ги троши парите на граѓаните. Треба да биде јавно пишано дека до 5 милиони кој што ќе инвестира во машини, опрема и ова, кој у Бугарија, кој у Албанија. Значи прочитај ги кој ќе дојдеш на форумот и тогаш сите ќе знаеме, ние нема да се прашаме и нема да живееме во еден лавиринт. Лавиринтот сега ќе го откриеме со зоната во Тетово, кај што имаме приватен, кој ќе ја биде менеджмент, значи имаме јавно-приватно партнерство и ќе ги видиме трошоците во зоната за привлечените работни места и факултетот ќе изготви една студија и ќе знаеме колку коштаат во Тетово, колку во Бунарџик. И тогаш ќе зборуваме идната година за нешто што е релевантно. Ние сакаме да ти кажеме дека нема више, доволно беше да во ракавици да седиме и на Зоре. Зоре дискретно има право и да ќути. Ама тој нема право државата, тој има право закон за информатика, информативање и треба да дава информации, не може да ќути. И не може ти да му бидеш адвокат и да го браниш. Не сум му ја адвокат, Зоре, момент само. Значи не сум му адвокат, не, ја го напаѓам. Значи изреков, ако зборуваме ние за транспарентност на јавни финансии, тогаш е во ред. Треба да се објавуваат јавните финансии. Епа. Благодарам. Горан Мајановски. Во однос на објавена државна помош до сега, само за Johnson Control се објавена, во износ од 8.800.100 евра. Наведени се дека имаат добиено државна помош уште 3 други компании во рамки на технолошко-индустријските развојни зони, но стојат XXX суми. Иначе вредноста од 8.800.100 евра е 33,1% од вредноста на инвестицијата. Добро. Професоре, вие чувствувате потреба да одговорите ли? Аха. Да, повелете. Јас сум Дијана од Македонскиот центар за европско образование. Ниеден факт не беше спомнат на оваа дебата, а тоа е дека Johnson Controls веќе се заминува по 10 годишни добивање на субвенции. Тоа е голем ризик кој што треба да се земе при привлекувањето на странски директни инвестиции. Што по завршувањето на овие директни државни субвенции? Дали ќе останат? Дали овие обучени луѓе кои што сме ги обучувале 10 години, каде ќе одат по затварањето на Johnson Controls? Тоа е еден ризик и мислам дека владата не до крај ги има добро разбирано концептот на привлекување на странски инвестиции. Да, треба да ги привлечеме странските инвестиции, потребни се за економски раст и развој, меѓутоа не по секоја цена. Не треба да станеме втора Кина и така натаму. Исто така, во однос на јавноста и транспарентноста на бројките и државната помош која што се доделува на странските, многу пати се повикуваат на деловна тајна. Во ред нека биде деловна тајна. Меѓутоа, ние имаме Комисија за заштита на конкуренција која што треба годишно да води евиденција за секоја година. Значи, ако оваа година се ослободени од персонален данок, колку е тоа во пари? И нека не ги дава тие бројки во пари, нека ги дава во проценти за ние да имаме увид. Навистина е потребно, бидејќи дури по 10 години од европските регулативи велат дека дури по 10 години од истекот на државната помош може да наложи да се врати таа државна помош. Ако ние влеземе во Европска унија, Комисијата за заштита на конкуренција нема да биде најодговорна за заштитата на конкуренција во Република Македонија, бидејќи може да имаат нели ваквите економски зони може да имаат спиловер ефекти во целата Европска унија.
Ви благодарам многу. Господинот Фатмир Битики, од името на комората? Вие сте директор на комората на Северозападна Македонија, така? Да. Ја бев најавен еднаш за говорник, ама се повлеков затоа што предпоставав дека ќе дојдеме во оваква спротивставена ситуација на кој брани, кој не брани. Ја мислам дека нема тука Тоа не е лошо. потреба на брањење или на сега дали е лошо. Како стопански комори веројатно не баш. Да се вратиме можеби на темата на конференцијата, вика ефектот на странските директни инвестиции врз македонската економија. И самото истражување. Неколку работи ми беа интересни во истражувањето, а некако се прескокнуваат и можеби од демографски аспект ми се интересни, од аспект на етнички заедници како одговарале. И ќе се надоврзам на колегата Арбен кој што се обидува да каже како е, ама никој не каже дека тој доаѓа од јавно-приватно партнерство, кај што во суштина ние реалната цена на чинење ќе ја дознаеме таму. А никош нема да ја дознаеме цената која што владата ја дава со јавните средства, затоа што оние се навикнати да трошат средства без никаква потреба за отчетност, нит транспарентност. Значи, ние би требало нив да ги прашаме колку е нивната реална цена на чинење за привлекување на една странска инвестиција, пак ја помножиме со 10, па можеби ќе дојдеме до бројката колку владата троши. Така да, веројатно, нив им требале 3 години за да привлечат 4 компании кои што се на стартот на нивните инвестиции. Владата троши веќе скоро 8 години за да донесе колку донела, ама ефектот го знаеме и сите. Мене ми се интересни некои други податоци и мислам дека тоа бара некакво внимание. Пример, дали едно од прашањето дали сметаме дека поволностите на владата кои ги нуди на странските инвеститори се оправдани. Македонците велат 48% дека да, се оправдани, албанците 58% велат дека не се оправдани. И сега тоа е голема и драстична различно мислење. Зошто? Затоа што бизнисите кои што јас стојам пред нив, целиот бизнис модел име со финансирање од, ги знаете, 3F, 3TF, Family, Friends and Fools. Таму нема јавни пари. Нит банки, туку ги имаат овие. И во суштина они велат дека ние не ги гледаме, затоа велиме дека тоа што владата го троши за привлекување на странските инвестиции не е оправдано, затоа што ако не истите, туку процентот тие средства би дошле во поддршка на домашните компании, дали да влезат во технолошките индустријски развојни зони или надвор од нив, веројатно ефектот врз македонската економија, зборуваме за ефектот врз македонската економија, би било многу поголем, или ќе се вратиме на opportunity cost. Што би било, кој би било? Второ прашање ми е прашање од анкетата што исто бара многу внимание и мислам дека и новинарите некојаш треба да го дадат како прашање. Вика, дали сметате дека работните места кои се отворени од странските директни инвеститори се добро платени? Македонците велат 74,1% дека да, се добро платени. Албанците 78,6% викаат не се добро платени. Не, спротивно. Македонците викаат дека не се добро, албанците викаат да. Знаете зошто? Затоа што процентот на албанци вработени е 0. Они поима нема дека колку има плати во компаниите со странски директни инвестиции. Они предпоставуваат дека се странци и таму има многу пари. И мислам дека ние треба на вакви работи да работиме, затоа што ова е директно тип укажува дека оваа влада нема политика, јасна политика на привлекување на странски директни инвестиции. Значи, колегата Алексов вели има 500 компании кои што се работуваат. Дали тоа е случајно или заради потребата од компаниите да се работуваат со некого па почнале некаква соработка
Со овие изборуваме за некоја бројка од 30 милиони, па 30 милиони вие имате компании, ние сега подготвуваме топ 100 компании, оние имаат обрт годишен до милиарда скоро, 30 милиони е мал процент од целата таа инвестиција. Што обртот што го прават 100 компании албански компании во Македонија само. И сега зборуваме дали 30 милиони е доволно, па не е доволно. Дали владата во нивната политика за привлекување на странски инвестиции има размислено за ланецот на chain of supply, ланецот на набавка. Да им кажеме, да знаеме што имаме на пазарот, па кога ќе побараме странска инвестиција, да им кажеме, еве, овде е тоа и ова е еден од условите кои што вие мора да го обезбедите за да вашата директна инвестиција можеме да ја субвенционираме со одредени средства. И сега дали, прашањето на новинарот, дали знаеме, па еве само од аспект на платени плати, нето плати во 2014 имаше една бројка дека се платени 30 милиона. Пресметаме уште не 10, туку субвенциите кои што се плаќаат од страна на државата врз основа на плати и ќе добиеме колку е само врз основа на плати во 2014 добиена субвенција. Ама мене не ми е тој битен фактор. Мене ми е факторот друг. Пресметате колку е нето платата по вработено лице месечно платена. Па тоа е за вознемирувачко, да кажеме. Имате 260 евра нето месечна плата, просечна во 2014 платена кај компаниите од странски директни инвестиции. А што да прават тогаш компаниите, домашните компании, колку да плаќаат? Ние тоа не го гледаме и тоа носи кон поголема штета, а не самиот директен, да кажеме, ефект дали сега требало да биде транспарентно или отчетно. Таму немаме дискусија дека тоа е, го кажав и некни на емисија, дека тоа е маст, мораш да го имаш. Благодарам, Битики. Да. Да се надоврзам во однос на просечната плата, излегува дека е 16.143 денари повработен. Не се извадени екстремите, а тоа се менаџерските плати. И ако се спореди, ова е просечна месечна плата, ако се земе по месец, значи во 2014 исплатена во 9 компании. Две надвор од зоните, 7 во зоните. И ако се спореди со просечната месечна нето плата во Македонија, изнесува значи 21.393 денари, така да може да се види дека за повеќе од 25% е помала платата во рамки на овие компанија. При тоа не се иземени значи менаџерските плати. Благодарам. Дали некој друг сака да земе збор или можеме полека да завршуваме? Не? Може. Да, повелете. Не знам сега како да се представам од повеќе сектори. Доаѓам долго време и во граѓанскиот сектор. И во граѓанскиот сектор исто така поврзан со работата на предпријатијата во земјата. Сега веќе некој време јас сум во деловниот сектор директно вклучен, а малку за да сменам музиката која што идеше до сега, ми интересираше истражувањето, затоа што долги години бев дел од најголемо светско истражување за предприемништво во светот. Се вика Global Entrepreneurship Monitor. Убаво е кога има вака репрезентативна анкета на примерот кој што е доста голем. Она што мене ми фалеше тука е кога се истражува перцепција и кога е темата така специфична, многу е тешко да се добијат податоци кои понатака може да се користат. Затоа, например, во истражувањето што го правевме ние за предприемништвото, секогаш вклучувавме покрај анкета на по случаен пример, да речеме, имавме една група на експерти од 9 области, може да проверите тоа. Значи, повеќе е Советот за Сдруженијето на млади аналитичари. 40 експерти беа вклучени од повеќе области кои што имаат допирна точка. За вас допирна точка би било странските директни инвестиции, кои што се делумно во бизнис секторот, во државните институции и така натаму. И
тоа ќе беше добро да се подели. И втора работа што ми недостасува мене како вовет, кој што не знам премногу за странските директни инвестиции, како тие функционираат и кои се истражувањата правени, да не одиме подалеку, туку во регионот. Значи, во вашиот проект кој што е поддржан во рамките на USAID за граѓанско општество, може би еден таков вовет и компаративна анализа ќе ни дадеше тука еден малку поголемо разбирање за ефектот, онаму каде што е споредливо. Така да само тоа би бил мојот коментар. Благодарам, Глигор. Ако е тоа се за денеска, ви благодарам многу за учеството, им благодарам на панелистите, им благодарам на другите гости кои што зема учество во дебатата, на колегите новинари кои што ја проследија конференцијата. Мислам дека е добро охрабрување за Сдруженијето да го продолжи својот проект, да може би да отпочне и нов во иднина откако овој ќе заврши. Ви благодарам уште еднаш за учеството, да. Можете надвор да повелите, има кафе и вода и сок, мислам, да. Благодарам уште еднаш.